Посебно до председател на нашата партија, најсилниот председател за мене, господин Зоран Заев, и за идниот председател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски. Со ова моја дискусија, со овој мој говор, не сакам да добијам, ови го зборувам од душа, од срце, и не сакам да добијам никаков публицитет. Единствената шанса да ве најдам и да ви собратам, мислам дека е ова. Може би сум погрешил, вие понатаму ќе ми кажете дали е така. Што се однесува до ова вечерашна трибина, партиска, мислам дека е организирана од наша страна со цел да ги убедиме граѓаните што не излегоа на 21 април, односно пред неколку дена, и да ги убедиме да излезе сега на 5 мај да со масовно гласање да одбериме председател на Република Северна Македонија. Од ова место ви тврдам, познавајќи ја психологијата на нашиот народ, гарантирам дека председател иден ќе биде Стево Пендаровски на Република Северна Македонија. Ова ви го тврдам. Дали е снимено ова? Дали е снимено? Те држиме за збор. Милиарда посто. Меѓутоа, вие одржавте прекрасен говор. Председател уште попрекрасен говор одржа. Има одлични постови на социјалните мрежи, го следам. Вчера или некни имаше пост дека треба да му се пружи на секој граѓанин, така, председателе, дека треба да му помогнеме, на секој граѓанин треба да го изслушаме, и ако немаме време да му помогнеме моментално, да имаме трпение да му помогнеме во некој наредни денови. Се сложувам, 100% е така. Меѓутоа во пракса, кај нас во градов, не е така. Не знам дали е точно, јас така мислам. Повели, продолжи. Инаку јас сум професор по спорт и спортски активности, предавам во економско училиште, инаку бев директор во затвор Прилеп за поточно не знам дали се сеќавате. Така. Пред 11 месеци. 11 месеци верувате дека го чекав овој момент. Многу ме радува што позади вас се голем број на мои ученици. Дојде ни тука, ми упатува насмеха, добро, борете, фала. Ние треба да бидеме малку и реални. Пошто овие прекрасни говори, ние треба да направиме една анализа зошто доживевме дебакал во Прилеп. Вистински дебакал. Освоивме 17.000 и неколку гласови, помалку од локалните избори кога беше кандидат Хари Локвенец. Хари Локвенец, како кандидат за градоначелник, јас ова е моја анализа, доби 18.000 гласови во Прилеп, помалку од советничката листа тогашна, составена од многу млади луѓе, па може без високо образование, меѓутоа помалку освои. Поентата што ми е, во градов наш се случуваат председатели чудо. Има една голема група, јас ги нарекувам злосторничко здружување, и решив направи со партија. Јас сум 28 години во партија и нема да се откажам. Нема заради некој да се откажам. До крај. И јас и моето семејство. Вие 100% сум сигурен дека не ја знаете мојата вистина. Само ви е поднетнато да подпишете за мене. Јас сум разрешен на 18 јуни од владата на Република Македонија како втора точка. Морам да окажам мојот проблем. Сите граѓани има проблеми. Само да ви кажам зошто. Сакам да ја знаете вистината. Ова ми е единствен начин. Ако сакате нема зборувам. Не може да зборуваш, ама ако почнеме секој да кажуваме индивидуални вистини. Сите граѓани имаат проблеми. Да ти даде одговор. Сакам да ја знаете вистината. Ама уште колку мина има со такви вистини. Значи ве молам, прашањето за председателот на вашата партија. Еве едно прашање. Зошто граѓаните е дел што не излегоја, поставува прашање преку мене, зошто во овие претходни 12 години страшен режим и 2,5 години наше раководење нема ни еден директор од институциите, ниту со кривична пријава, ниту пресуда. Многу битно да знаете дека е така. Значи 12 години и 2,5 години, 14,5 години нема ни еден кривична пријава, а ние шатавме полици. Викавме дека се нечестни, дека Завршете, професор. Ова ми е прашање поставено од граѓани, што сакам вас да го поставам. Значи, повторам уште еднаш. Зошто претходните 12 години ни еден директор, а му викавме, шетавме по митинзи со шарена револуција, до се и зешто дека крадели, затоа ги сменивме.
Зошто нема ни еден директор од сегашниве директори поставени ни една кривична пријава и пресуда за нив, за претходниве. Доколку нема, ние не требало да ги смениме. Требало да си остане. Така, Еве директен одговор, за да не биде партиска трибината, денеска сме дојдени во поддршка на независен кандидат Стево Пендаровски. Мислам дека бројката ми е точна, ако не е приближно, тука е. 750 кривични пријави се поднесени од страна на институциите за претходни раководители на тие институции после нивното менување. 750. Се водат истраги, предистражни постапки, дел се пресудени, дел фативме и луѓе од СДС, ги осудивме, еден беше градоначалник на Новосело, и апсолутно предрасуди за владење на правото немаме никакво. Работата е што извршната власт не ја биравме да биде судски совет или суд. Извршната власт ја биравме да ја води извршната власт, да води